Среќен ден ви посакувам, драги наши гледачи. Верувам дека сега сте пред малите екрани, фреквенцијата на Алфа телевизија и си го чекате рецептот на денот. А ние сме секогаш подготвени за вас, токму заедно со тимот на комплексот Етно село Тимчевски и нашата екипа од Вкусот на традицијата. Ние го продолжуваме нашиот серијал со брзи, ефтини, традиционални рецепти. Токму денеска ќе ви направам една погача со маслинки. Многу вкусна, многу брза и ефтина. Нема да ви потроши од вашиот буџет, многу нема да ве оштети, а ќе си ги најадете сите. За овој рецепт нас ќе ни бидат потребни следните состојки. 4 јајца, 100 мл масло за јадење. Можете да ставите и маслиново, можете и обично масло за јадење. 200 мл млеко, 300 грама брашно, 150 грама ситно сечкани маслинки, 150 грама сирење, овчо, кравјо, мешано или ако немате, можете да ставите 150 грама урда, половина китка ситно сечкан макдонос, 1 прашок за печиво, малку орегано, малку буковец и солта ја ставам како дополнување доколку сирењето не ја насоли доволно погачата, ќе ставите уште малку сол. Времето за подготовка на овие потребни состојки е не повеќе од 10 минути, додека ги насечкате и изчистите од коската маслинките, а доколку имате во маркетите нели сечкани маслинки или маслинки кои што се обескостени, само ќе ги насечкате и воопшто нема да имате никакво оптеретување. Земаме прво ги кршиме 4 јајца. Во еден сат во кој што сето ова ќе го измешаме. Така. Ставаме тука пака со дрвената лажица, колку малку да ги промешате јајцата. Имам и една ваква дрвена вилчка. Толку доволно е. Ќе ги ставам зачините. Ќе ставам малку орегано. Оти маслинките преубаво одговараат со орегано. Ќе ставам малку буковец. Ќе го ставам прашокот за печиво. Ќе го ставам маслото. Повторно ќе промешам. Ќе го ставам млекото. Повторно ќе искористам дрвената вилушка. Додека се раствори прашокот за печиво. Одлично, веќе е добро. Ќе ги ставам маслинките внатре.
макдонос. Промешувам. Сега го додавам брашното. Ќе оставам колку една супена лажица да ставам на дното на тепсијата во кој што ќе печам. Доколку забележите дека смесата е многу густа, затоа што некое брашно повеќе, некое помалку впива од течноста, имајте си секогаш барем 50 мл на страна, додека добиете густа каша, но да можете убаво да ја измешате. Еве, јас ќе додадам, 50 мл ќе додадам. Еве, веќе е поинаку. Токму вака треба да биде. Ваква треба да биде густината на смесата. Сега ќе го издробам и сирењето. Натре. Нека има и покрупни парчиња, поубава ќе биде. Повторно промешуваме за сирењето да навлезе во целата смеса. И можам уште малку да му капнам млекце. Така. Ова сирење е кравјо, што јас го ставив, и не е многу солено. И мислам дека ќе треба да додадам половина лажичка кафена сол. Но ќе го има доминантниот мирис на маслинката со ориганото. А уште кога би ставиле и маслинов зејтин, тоа ќе биде погодок. И уште еднашка промешувам. И веќе смесата за оваа погача со маслинки е готова. Одлично. Сега ќе ја ставам во тепсијата за печење. Еве ја тепсијата број 28. Можете и 26 да користите. Намастувам со масло врз хартијата за печење. И наросувам малку брашно. Ќе се послужам со друга лажица за убаво да извадам целата смеса.
Ја протресувам тепсијата, за да биде насекаде исто. Се пече прво на 200 степени Целзиусови, а потоа се намалува на 180. На 200 степени некаде околу 10 минути, а потоа кога ќе намалите на 180, уште 15 до 20 минути и погачата со маслинки ќе биде подготвена, а вие останете со нас да видите со кои други пропратни работи на трпезата ќе ја послужиме. Лесно, вкусно, ефтино погачата со маслинки. И убаво ни ја аранжира во кујната на едно село. Ова може да замени, значи, и ужинка, да направите вакво нешто, да им пратите на дечињата, на внучињата за на училиште. Кога ќе ви дојдат пријатели дома, кога сакате нешто на брзина да направите, еве ви предлог. Еве како изгледа, како разгледница. Ништо не ви треба посебно да ставите. Имате маслинки внатре, сирење, прекрасно воздушесто тесто, меко. Одозгори и наросивме поличен избор и малку сусамче, да не можеш да престанеш да јадеш. Како и од доле убаво испечена и од горе. А мекичка, мекичка, убава, вкусна. И ми се допаѓа комбинацијата на маслинката со розмаринот во текот на јадењето. Направете ова погача, исто така споделете ја со вашите пријатели. Тоа е целта, дека среќата само кога се множи, се удвојува. Така и со нашите рецепти. Секогаш е добре дојдено да го споделите тоа што ќе го направите, вкусите, видите од нашата емисија Вкусот на традицијата. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија и вела дека интелигенција без амбиција вие исто како птица без крилја. Затоа паметно искористете и бидете амбициозни со вашата интелигенција. На здравје!